Нема простор за паника, изјави денеска министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска по објавите дека трезорот се затвара на 15 месецов поради немање прилив и дека ќе бидат стопирани сите исплати. Таа појасни дека налозите ќе се примаат до 15 во месецов, што не значи дека ако некој задоцни, дека нема да биде примен налогот. Апсолутно сето она што стигнува во трезорот како налози се исплаќа навремено. Ниту има простор за паника, ниту не знам од каде се сите овие коментари. Пак ќе речам, разбирам дека си имаат проблеми во рамки на опозицијата, меѓутоа нека се занимаваат со нивниот двор, затоа што знаете како во делот на исплатите вие денес може да зборувате се. Меѓутоа ќе помине, ќе дојде крајот на годината, ќе видите дека не е состојбата таква, дека се сервисира на време, сите обврски се плаќаат и после тоа сте креирале паника и нелагодност кај граѓаните, апсолутно непотребно. Министерката тврди дека буџетот е во одлична кондиција и дека обврските нема да останат несервисирани. Вели, се тече во рамки на предвиденото и дека ништо не е поразлично од претходните години. Дали ќе издадеме државни харти од вредност, дали ќе земеме кредити, во моментот поповолно ни било да земеме кредити затоа што каматните стапки од двете банки кои што ни ги понудија беа пониски во однос на издавањето на државните харти од вредност. Но сето тоа е во рамки на она што е предвидено за оваа година од аспект на ликвидност или позајмување, ништо повеќе од тоа што сме го планирале. Зашто ќе се трошат прераспределбата на буџетот се прави секоја година затоа што имаме одредени ставки кои што не се реализираат и пренасочуваме таму каде што имаме поголема реализација. И заради тоа се прават. Вие го познавате, не предпоставам КПФ механизам воведен од претходната влада, така? Знаете тој КПФ механизам дека ги крати капиталните расходи по автоматизам. И тие остануваат неискористени. Тие средства се пренасочуваат со прераспределбите на конта каде што имаме поголема реализација. Во однос на информациите дека се досни со исплатата на социјалните трансфери, Димитриевска-Кочовска истакна дека во трезорот не стојат налози за исплата.